Учебната 24-25 година во Воспитно-поправниот дом Волковија во Тетово се уште во фаза на договарање. Последните мои информации се дека управата на домот се обратило до Министерството за образование да се обезбеди формален образовен процес на штитениците со комплет список на лица кои се сместени таму, нивната возраст и степенот на образование. Бидејќи од вкупно 23 штитеници кои во моментов се таму, нивниот формален образовен процес е на различни нивоа. Има 7 штитеници кои воопште немаат ни една година завршена од образование. Има дел кои имаат само дел од основното образование, дел кои имаат завршено основно образование и отпочнато дел од средното, но недовршено. Со сите овие параметри и податоци, домот го има известено Министерството за образование и ќе чекаме дали новата учебна година ќе ги опфати овие деца. Патем да кажам дека за жал во минатиот период овие деца беа лишени од правото на образование, право кое им го гарантира и Уставот, и законот за извршување на санкции, но исто така заштитени и со Конвенцијата на правата на детето. За жал, 3 години поред државата не обезбеди формален образовен процес за овие деца и тој период е предолг за да може да се продолжи и понатака со еден ваков однос на државата кон овие деца кои патем се упатени на воспитно-поправна мерка. Да се ресоциализират и да се вратат во општеството како лица кои ќе може да се вклучат во јавниот и приватниот живот. Ние на неколку пати укажувавме и до Министерството за образование, и до Управата за извршување на санкции, па и до владата да се превземат соодветни мерки, бидејќи проблемот е од формален, но и од финансиски аспект. Формален од причина што во Законот за основно образование треба да се предвиди проширување на дејноста на Основното училиште за образование на возрастни деца Макаренко, каде што ќе се стави во надлежност и изведување на воспитно-образовниот процес во воспитно-поправната установа Волковија во Тетово и со тоа да има надлежна и одговорна институција за изведување на наставниот процес, зашто досега тоа не беше и проектно се изведуваше преку основно училиште во општината каде што гравитира установата, преку други проектни активности, но тоа не беше системско решение и како такво не даваше резултати. Овие измени за жал предолго се во владина и собраниска процедура од 2022 година и никако да бидат усвоени. Бидејќи се надевам дека законската димензија на проблемот ќе биде решена со одредување на соодветна установа која ќе биде надлежна и одговорна за изведување на наставата. И вториот проблем, односно втората димензија на проблемот е обезбедување на соодветни финансиски средства за ангажирање на наставниот кадар, но и за другите потреби кои еден воспитно-образовен процес ги наметнува како такви. За жал, за дел од штитениците тоа нема да биде можно воопште и да се надомести. И тие деца, за жал, ќе останат ускратени со правото на образование, а со тоа и со стекнување со соодветни квалификации и свидетелства како јавни исправи, за да можат по напуштање на домот да се вклучат во редовниот образовен процес, но и воопште во животот.
Дел од овие штитеници кои се сместени во воспитно-поправниот дом Волковија, доколку од оваа година отпочне со редовна настава во образовниот процес, ќе може делумно да го надоместат пропуштаното, имајќи го во предвид дека 3 години веќе се изминати. Ваквите последици тие деца ќе ги чувствуваат во својот живот и ќе им се ускрати едно право кое е гарантирано и со меѓународни конвенции за правата на детето. За жал, нивната ресоциализација и оспособување нивно за вклучување во животот ќе биде доведено во прашање, а тоа е отварање на врата за повраток на тие лица сега во повозрасни години да ги најдеме по затворите во земјата. Тоа е најлошиот начин на третирање на овие деца кои за жал се судриле со законот во ранните години. Значењето на образовниот процес за човекот, поготово за луѓе на таква возраст, е елементарен за да може човекот да гради перспектива во животот. За жал, на овие деца државата не им обезбеди таква перспектива.